За време на Втората светска војна било тешко за фабриката на Кока-кола во Германија да ги увезе сирупите потребни за правење Кока-кола. За да се заобиколи овој проблем, главните на германската Кока-кола решили да направат нов продукт за германскиот пазар, користејќи состојки кои им биле достапни во моментот. Новиот пијалок бил наречен Фанта, по германскиот збор за фантазија. За време на Втората светска војна, британските безбедносни служби биле MI5 и имале програма наречена Double X. Тоа било контрашпионирачки систем во кој работеле шпиони и двојни агенти кои ширеле дезинформации. Например, агентот Зигзаг, односно Еди Чепмен, им дал лажни информации на германците со тоа што потврдувал дека бомбите ја погаѓале целта во централен Лондон. Сушност, тие паѓале неколку стотици километри пред Лондон, односно во морето. Заради ова, германците никош не го поправиле нишанот и продолжиле да пукаат во морето. Друга програма за дезинформација била операцијата Минсмит, во која британците подметнале важни тајни документи на мртво тело и го фрлиле до бреговите на Шпанија. Кога германските офицери ги добиле документите, биле измамени да веруваат дека британската војска планира да ја нападне Грција и Сардинија и на брзина испратиле војници за да попречат. Во реалноста планот бил да се нападне Сицилија, затоа британската војска немала проблеми затоа што војската на германците била сконцентрирана на Сардинија. Додека нацистите имале проблем да ги препознаваат овие шпиони и двојни агенти, британската Double X програма била мощно успешна. За волја на вистината, после војната било откриено дека секој германски шпион испратен во Британија бил затворен или едноставно се предал. Само еден германски агент останал неоткриен, а тоа е бидејќи се самоубил. По крајот на војната, Русија и Јапонија не потпишале официјален мировен договор кој ќе ги запре нападите, што значи дека технички овие две земји се уште се вклучени во Втората светска војна. Кога Хитлер го посетил Париз во 1940 година, французите ги исекле каблите во лифтот на Ејфеловата кула. Па така, ако Хитлер би сакал да се качи на врвот на кулата, тој ќе требало мануелно да се искачи по 1710 скали. Како резултат на ова, Хитлер никогаш не се искачил до врвот, па оттука потекнува и реченицата Хитлер го покори Париз, но не Ејфеловата кула. Зборот наци потекнува од германскиот збор национал-социјалист, но кога Хитлер станал претседател на партијата во 1920 година, краткиот збор за национално-социјалистичката партија бил НАСОС или НСДАП. Но зборот наци исто така потекнува од баварски збор, што значи леснouмен, односно буделес човек. Се верува дека противниците почнале да го користат тој збор како навреда за партијата на Хитлер.